И точно во 8 часот и 46 минути, повторно е вистинско време да го напуштиме студиото и линковски да се вклучиме од пред библиотеката Браќа Миладиновци во Скопје, каде што вечерва во 20 часот ќе има еден навистина интересен настан, мултимедијален настан, сцена на книги, стил и перформанс. Библиотеката е во мода, модата е во библиотека. Многу повеќе за она што ќе се случува вечерва во 20 часот на линк од живо од пред библиотеката Браќа Миладиновци. Ја гледате веќе нашата Ирена Спировска. Ирена, добро утро. Ајде да слушнеме од директорката на библиотеката за каков настан станува збор. Повелете. Ирена, добро утро до тебе, до сите наши гледачи, се разбира до екипата во студиото и во режијата од третото линковско јавување ова утро, овој пат во живо пред јавната установа Градска библиотека Браќа Миладиновци. Во библиотека најчесто доаѓаме да читаме или да позајмиме книга, но вечерва во библиотеката Браќа Миладиновци ќе дојдеме за да присуствуваме на еден несекојдневен моден настан на кој што ќе уживаме во спојот меѓу модата и страниците. И слоганот е токму тој што ти го најави, библиотеката е во мода, модата е во библиотека. Соведе директорката на јавната установа Градска библиотека Браќа Миладиновци, зборуваме за сето она што ќе се случува вечерва тука. Анета Меганџиска, добро утро. Добро утро, добар ден. Пред се, навистина поздрав за ваква оригинална и убава идеја и веднаш првото прашање како се роди идејата за еден ваков несекојдневен моден настан. Чинам дека ова прв пат во библиотека да се одржува модна ревија. Ние сме уникатни и единствени по очигледно по сето ова. Идејата беше тоа, да се направи нешто невообичаено, несекојдневно, нешто што го немало до сега, да ја разбудиме младината и сите околу нас кои доаѓаат во библиотека, бидејќи библиотеката очигледно веќе не е простор само кај што се изнајмуваат книги, тука е нова димензија, нов простор каде што освен што ќе изнајмат книги, луѓето можат да се дружат, да се раѓаат нови идеи, познанства, инспирации и уште многу други интересни случувања и настани можат да бидат тука во библиотеката. Како дојде до соработка со нашата позната модна дизајнерка Ивана Кнес? Со Ивана Кнес се пронајдовме природно, онака спој направивме, бидејќи и двете го почитуваме и сваќаме дека книгата не може да е само меѓу страниците, нели, пишаното, туку дека книгата може да се прослави, да се и од другата страна, на некој друг начин. Овој пат најдовме со модата. Идејата, како што кажав, беше да се најди некој баланс помеѓу тишината, која е у книгата, и енергијата и динамиката од модата. Мода меѓу страниците е она што ќе се случува вечерва тука со почеток во 19 часот и 30 минути, и тоа токму во дворот на библиотеката Браќа Миладиновци. Може ли да ни кажете што се всушност ќе има вечер тука? Како што гледате, имаме голем и убав двор, природа околу нас, така да решивме да го искористиме тоа што предностите кои ги нуди библиотеката. Вечерва ќе имаме модна ревија, ќе се презентираат модни креации на Ивана Кнес. Исто така ќе имаме и нејзин моден перформанс, која е инспирација од убавината на македонската жена, преточени преку книгата и македонската поезија. Ќе имаме настап на наша пејачка, се извинувам, Сања Тодоровиќ, мислам дека беше, и цело време низ настанот ќе го води артистот Борче Начев. Дали е настанот од отворен тип, односно дали може секој што еве во моментов ја слуша информацијата да дојде и да присуствува на овој несекојдневен моден хепенинг? Поради ограниченоста на местата за седење се праќаа покани, но никогаш нема да вратиме љубители на книгата, така да сите љубители на книгата и библиотеката се добре дојдени. Секако може целото случување да се проследи простум, стоечки, важно е да се почувствува атмосферата. Дворот е доволно голем, ќе има простор за стоење, но
топлината на времево се надевам дека ќе времево фактички дека ќе ни послужи, дека се ќе пројде глатко и убаво. Па ако по утрото денот се познава, да кажеме и да заклучиме дека навистина не очекува една убава, модна вечер во библиотеката Браќа Миладиновци. Кои ви се партнерите при реализација на оваа идеја и спојот на модата со книгата и со библиотеката? Пред се можам да го пофалам тимот на библиотеката. Цела идеја, цел настан, сета организација беше на вработените од библиотеката со помош нормално на нашата модна креаторка Ивана Кнес. А од друга страна поддршката ја имаме од нашиот основач, град Скопје, кој е тука за сите настани кои го организираме, особено вака некои големи и значајни настани. Забележав дека утринава и вие носите модел од креаторката Ивана Кнес и дел од незините модни додатоци. Дали и вечерва ќе ве видиме и дали ќе блеснете исто така во незина креација, со оглед на тоа дека ќе бидете нели дел од говорниците, односно ќе отворите модната ревија. Така, вечерва, да, ќе носам модел на Ивана Кнес. Како што кажавте, ќе блеснам во незино издание, но детајите околу изгледот на самиот фустан ќе оставам за вечерва да ги видат, бидејќи ќе е едно изненадување. Значи тоа е посебно креирано, наменски токму за овој настан. Да, специјално Ивана го креира за мене за настанов. Исто така ќе е поврзано и со модниот перформанс што ќе го изведува на сцена. Тоа можам да кажам, како што напоменав и претходно, дека е инспирација од убавата македонска жена и убавата македонска поезија. Ќе бидат цртани стиховите на Бисера од нашиот дед Костадин Миладинов. Дали сега кога веќе библиотеката ги отвори ширум портите за модата и ќе се случи оваа прва модна ревија во вашиот двор, дали и понатака во текот на летото или низ годината планирате често да се случуваат вакви настани? За овој настан вечерва што се случува, се надевам дека ќе прерасне во еден вид на традиција, дека публиката која ќе го доживее тоа вечер што ќе се случува, ќе сака повторно да доаѓа и оние позитивна енергија и сеќавање од тука ќе ги носи и ќе ги пренесува. Со тоа нас ќе ни даде инспирација да продолжиме со уште поголеми и интересни настани. Летово, да, планираме да имаме настани од позатворен тип, проекција на филмови кои се поврзани со книгите. Ќе имаме изложби на некои книги со денот на земјотресот, нешто околу Скопје, што било пред земјотресот, после земјотресот. И овој јули ние планиран исто така работилници со деца од предучилишна возраст, кои допрва се запознаваат со книгата и знаеме дека од мали нозе треба да се усмерат децата за да може ја засакаат книгата. Тоа значи дека активностите не престануваат и за време на долгото жешко скопско лето. Сега неврзано со модниот настан кој што вечерва ќе се случува, дали и колку читаме? Дали трендот за читање се зголемува во тек на летото, затоа што летото е период кога не само учениците и студентите се послободни, туку сите сакаме да побегнеме од жешкото сонце и да престојуваме во климатизиран простор, па дали повеќе се чита во лето? Летото, да. Книгите многу повеќе се изнајмуваат, бидејќи послободни се луѓето, многу одат на одмор, изнајмуваат книги за на плажа, за на викенд кога ќе одат. А децата кои се во училиште, нормално лектирите, доаѓаат или неделно, месечно, како ќе ги прочитаат, или ги земаат повеќе книги, па доаѓаат повторно. Една генерација на луѓе, но константно се тука, така да, освен преку лето, што имаме покачување на бројот на изнајмени книги, другото сесија нормално. Да искористам кога сте веќе
тука и одвоивте дел од вашето време за ова линковско вклучување. Еве една информација за сите оние што можеби не користат годишна членарина, а би сакале да се зачленат и да читаат книги. Колку изнесува истата? Годишната членарина за возрастни е 300 денари. Децата секако дека имаат погодно. Да, 150 денари е детската членарина. Исто така имаме и групни членски, но тие групните членски обично ги користат училиштата за учениците кои се запишуваат. Еве, може би токму ова информација ќе поттикне некого што утринава не гледа и не слуша да дојде, да се извади членска карта и да се нурне во светот на книгите кои што секогаш не носат на чудесни места и не збогатуваат со пријатни искуства, а сигурно дека едно прекрасно и неверојатно искуство и ќе биде вечерашниот моден настан. Јас ви посакувам успешна и безпрекорна реализација и ваквите настани да станат што почеста пракса. Ние се гледаме вечер и се надевам дека инспирацијата и впечатоците ќе продолжат и нареднава недела да се зборуваат и да се прераскажуваат меѓу луѓето за да остане, како што кажав, и за нас желба и инспирација да продолжиме настан. Анита, ви благодарам уште еднаш за одвоеното време, а ете вас да ве подсетиме дека почетокот на модниот настан, библиотеката е во мода, модата е во библиотека, е во 19 часот и 30 минути, нова модна колекција на познатата македонска модна дизајнерка Ивана Кнез, придружена со уште многу интересни содржини, ќе бидат перформансот кој што ќе ја означи ова топла скопска јунска вечер. Студио се одјавуваме од тука. Дали може би има некој дополнително прашање? Благодарам, Ирена. Не, во интерес на времето. Благодарам многу за ова линковско вклучување. Убав ден ти посакувам тебе, секако и на твојата гостинка.